Актерите се луѓе кои што се секогаш во свој филм, лежерни, ноншалантни, луѓе кои што го живеат тоа што го сакаат. Македонската сцена има навистина актери кои што се за пофалба и можеме да се гордееме со нив. Јас сум и џентлмен и актер. Како џентлмен веќе доцнам, а како актер доцнам кај мојот ментор и професор. Брзам. Навистина се извинувам што доцнам. Моето почитување. И моето исто така, извинете што ме почекавте, малку сум во хаос. Ќе ми дозволите да се средам? Ме фати трема затоа што е конечно дојде редот да снимам со мојот ментор, професор и пред се драг пријател. Како си ми, Роберт? Одличен, благодарам и само ќе ве замолам на почетокот ако можеме веднаш да преидеме на ти. Да. За да не биде поедноставен муавет. Се сложувам и баш ми е мило. Како си? Одличен, благодарам. Како си ти, Жере? Супер, супер. Ќе ти се обраќам со Роберт, за да ги избегнеме нели сите формалности да ни е полесно. Еве, конечно стигнав од една работа на друга и дојдов да си помуабетиме како што ете си носи редот. За почеток сакам да те прашам кој од сите улоги што ги имаш, од улога на татко, улога на глумец, улога на професор, улога на човек, ти е најдрага? Бидејќи се бавам со еден занает, кој што вели овде и сега, секогаш ми се најдраги улогите што ги правам овде и сега во моментот. Кога сум татко, претпоставувам дека сум татко, кога сум професор, кога сум актер, кога се бавам со други работи, се обидувам секогаш да се фокусирам и за да можам полесно, поедноставно и поубедливо да ги правам сите работи што ги правам. Така што не би можел да дадам конкретен одговор која од улогите што ги имам во животот, а сите ние имаме многу улоги во животот, ми е најдрага. Секогаш ќе предничи еден мал момент. Чувството да се биде татко е веројатно најсериозното чувство и најсериозната работа што може да има еден човек. Затоа што како татко не одговораш само за самиот себе си, туку одговораш и за некој друг. И се обидуваш тој другиот да го насочиш, притоа да му оставиш доволно слобода, да може самиот да ги носи решенијата во животот, затоа што нашите деца никогаш не треба да ги живеат нашите животи. Нашите деца треба да си ги живеат собствените животи и со тоа се разбира да си сносат последици или да си прибираат придобивки за одлуките што ги носат во животот. Истата слична улога е на професор. Сум бил ваш студент, поминав низ вашите раце, исто мислам дека може да се каже тоа и кон студентите. Значи истата одговорност, некако родителската одговорност и сите овие работи на кои што рефериравте, мислам дека се случуваат и кога си на релација студент-професор. Реферираше, да. Вака, да се работи работа во воспитно-образовен процес на еден млад човек е за мене многу сериозна работа. И лично сметам дека едноставно ако не се вложуваш 100%, дека едноставно си правиш штета и себе си, но што е многу поважно, правиш штета на оној што го воспитуваш. Секогаш се обидувам со моите студенти да им јас не сум човек кој што предава талент. Талент не се предава, уметност не се предава. Јас сум човек кој што предава занает. И се обидувам максимално на моите студенти да им го предадам занаетот што јас го знам. Затоа што и мојот професор мене ми предавал занает, не ми предавал уметност. И се обидувам само нивната уметност, уметноста што носат во себе, да успеам некако да ја пробудам, да ја дадам крила за да може да полета.
Да, се согласувам. Многу се слични односите помеѓу професор и студент, особено на нашите факултети. Не е тоа така на сите факултети, оние што предаваат математика, претпоставувам, или што предаваат право, можат да направат дистанца. Да. Меѓутоа на нашите факултети во уметностите, оние што предаваат уметност, односно што предаваат занает на уметноста, на било која уметност, имаат проблем со тоа што во нашиот занает се вметнати и чувствата. Вие не можете да избегате од чувството како такво и веројатно затоа и толку се врзуваме едни за други. Дефинитивно. И веројатно затоа подоцна ќе употребав за малку еден многу погрешен термин, личиме еден на друг. Меѓутоа тоа е погрешен термин затоа што јас никогаш не сум сакал моите студенти да личат на мене. Напротив, сакам моите студенти да личат на самите себе си за да бидат она што се. Туку напротив, подоцна публиката, светот, заедницата не препознава како ова е нечив студент, Да. ова е студент на тој и тој, бидејќи имаме, да речам, слични или можеби понекогаш идентични односи кон работата што ја работиме. Така што навистина сум среќен што успеваме ве 4 генерации на млади актери да ги поминам низ школата која што ја предавам и знаете како, тоа е кога никогаш не можам да го објаснам чувството како е кога ќе го видиш сопствениот студент во професионална представа. Едноставно возбудата е дека си помогнал да се роди еден нов актер е нешто што може само да се доживее. И едноставно не се опишува со зборови. И јас сум многу горд во тие моменти. Тоа е впрочем и она што јас викам дека е џентлменство. Една многу џентлменска професија е професорлугот затоа што ете ти му помагаш на другите луѓе да станат пред се луѓе, а понатаму и дел од таа професија која што се предава, нели? Често пати не правиме разлика помеѓу господин и џентлмен. Господин не мора да биде џентлмен, а џентлмен подразбира дека е господин. Џентлменот или џентлменството е нешто што има една широчина, една великоградост, една широкоградост, една великодушност. И претпоставувам дека човек кој што сака да се бави со образовна професија не може да се бави во ниеден случај со неа доколку нема такви широки погледи и на светот и на случувањата во светот. Па и во погледи и кон самиот живот. Доколку нема способност да ги прифати животите и световите што ги носат младите луѓе кои што доаѓаат кај него да се образуваат. Како се роди кај Роберт љубовта кон театарот? Тоа е многу една вака, јас сум ја раскажувал неколку пати. Има една Јас имав 7,5 години кога завршив прво оделение. И ме однесоа кај дедо ми и дедо ми тогаш ми раскажуваше, јас сега живо се сеќавам на сцената, ми раскажуваше една приказна која што беше приказната за Башчелик. Се вратив кај дедо ми, почна второ оделение, нели, школската учебна година и во октомври од моето училиште кое што се наоѓа непосредно до Драмскиот театар од Скопје, Вера Церевиди Трена, не донесоа на представа. Представата се викаше Башчелик. И тогаш пред моите очи оживеа човекот од приказната на дедо. И јас едноставно не можев, веројатно и подоцна, не можев да ја рационализирам, не можев да се ослободам од впечатоците како е возможно еден човек кој што дедо ми го раскажувал во приказна да биде жив. Да биде. И таа фасцинација ме следи од тогаш. Така што јас
И кога говорам за театар, прво мислам само на драмски театар. Кој се спомне театар, јас велам драмски театар. Затоа што веројатно тука во овој театар се моите први фасцинации за театарот. И се разбира како дете кој што живеел овде во ова мало, имав можност да ги гледам безмалку сите представи на драмски театар од, еве да речеме 79-80 година навака. Имаше еден Чичко Рамис кој што работеше на приемна публика. И тој Чичко Рамис децата од мало, кога немаше да биде полн салонот, ние стоевме тука пред столпчињава на драмски театар, не пушташе да ги гледаме представи. И јас имам гледано култните представи на драмски театар, така од 16, 17, 18 ред, оному каде што имаше место да седнем. Од Болва Вуво преку Солунски патрди до, не знам, Диво месо, Еригон, Macedonijske suštenди. I ono što je najinteresno во мојот случај, јас, моите другари, до моментот додека не заиграв во Солунски патрди, никогаш не рекоа да ти си актер, ти си глумец. Не. Во Солунски патрди статирав. Имав една улога со една реплика. Во моментот кога заиграв во Солунски патрди, јас во моето друштво бев признат за глумец. Многу интересно. А до тогаш имав одиграно, не знам, 5-6 главни улоги. Но круцијалниот момент да бидам признаен дека сум глумец во ова општество, односно во моето друштво, беше токму Солунски патрди. Култна представа, дефинитивно. Да, апсолутно. И тексти, ете и серија веќе се сними тогаш. Колку сметаш дека театарот има придонест во трасирањето на джентлменскиот пат кај еден човек? Видете, джентлмен не подразбира само човек кој што има некакво однесување, кој што има некаков стил, кој што има некакви погледи на светот. Джентлменството подразбира покрај она што го рековме великодушност, широкоградост, пориви да се помогне. Тој подразбира и едуцираност. А театарот е едно од средствата преку кои што луѓето се едуцираат. Тоа е едно и од основните работи со кои што се бави театарот, нели? Театарот забавува, но и едуцира. Така што мислам дека би можело, доколку некој редовно посетува театар, да има влијание тоа и врз него, и тоа да биде едно, да речеме, ширење на аголот кој што ќе го воведе во некакво джентлменство. Дефинитивно едукација, затоа што на сцена може да видат и добри и лоши ликови, како треба и како не треба. Од ликови од, не знам, од 19 век, кога ете се појавило тоа джентлменство, тоа носење на фрак, на како да кажем, на бастунче, на шешир. Знаеш, може да го видат таму како изгледало, може и да го осетат, затоа што театарот е магија помеѓу сега и овде, нели, или сега и овде. Така да само правам едно надоврзување на тоа што го кажа ти, дека дефинитивно е образовен процес, и апелирам дека сите оние што сакат да станат джентлмени треба да дојдат во театар и да посетуваат театар секако. Да, само една мала дигресија ќе направам. На самиот почеток говоревме дека има голема разлика помеѓу господин и джентлмен, односно дека секој джентлмен треба да е господин, а не секој господин па е джентлмен. Да, тие некои слики кои што ние ги имаме за како тоа изгледа еден джентлмен, кои што се веројатно останати кај нас од, или донесени и увезени кај нас од времето на големата британска империја. Во денешно време не многу важат, затоа што во денешно време да се биде господин и да се биде джентлмен има сосема поинакво значење. Се служувам. Не е само фракот, шапката, бастунот, да речеме одлика на тоа дека некој е джентлмен. И прашање е дури и тогаш, дали секој еден од нив што носел шапка, бастун и фрак,
бил джентлмен. Да. Може би бил господин, но веројатно не биле сите джентлмени. Но во времето во кое што живееме, во овој некој, еве да го наречеме постимпериализам, или ако сакате некаков нов империализам, сосема е различна сликата за тоа што е джентлмен. Веројатно во денешно време джентлмен би бил некој кој што ги има сите овие претходни што ги спомнавме карактеристики, да не ги повторуваме сега, но има и уште едно нешто кое што се вели личен стил. Печат врз стилот кој што си го дава самиот на себе. И мислам дека тука некаде би требало да го бараме одговорот на прашањето што е тоа джентлмен во современото живење. Затоа што, не знам, денеска да излезете во фрак на улица и со шапка и со бастон, така малку чудно ќе ве загледуваат по улица, нели? Дефинитивно. Пак ќе кажам, тоа е едно джентлменско гледиште кога себе си се ставаш пред, хајде да ги наречам идеали, општо добро за сите. Нели да го направиме ова место подобро место за живење, така викаме, тоа е нашиот благослов. Никој нема во ваше име да потегне за нештата што вас ве болат. Ние за жал еве веќе 30 години имаме, 31 година, сега во септември, ако не се лажам, ќе имаме самостојна држава и 31 година заминавме од едно општествено уредување, но нашата култура и нашата уметност се уште функционираат по социјалистички принципи. Иако ова општество е тежок капитализам. Би одел и малку потака, но да не претерувам сега во моментот. И сметам дека и културата и уметноста во Македонија мора на некаков начин, имам јас и некои решенија, едноставно да влезе во тој нов свет што го живее општеството. И едноставно, на крајот на краиштата, јас бескрено многу ја сакам и ја почитувам мојата фела. Но, мојата фела треба да ја дели судбината на сите останати во оваа држава. Не можеме ние да бидеме повластените. Ние и онака сме повластените. Да. Затоа што имаме работа која што е бескрено убава, работа која што бескрено многу ја сакаме, затоа што имаме работа која што едноставно не прави среќни. И затоа сметам дека треба малку да се соочиме со реалноста. А реалноста секогаш е малку сурова и малку груба. Но има начини, има модалитети како тоа би се променило. Со една мала да речем Шамарчина. За тоа треба да се има политичка волја. И доколку не сте во политиката, вие не можете да создадете клима која што ќе предизвика политичка волја за да се случат такви промени. Што вика мојот духовен отец, вика вие кои што се бавите со јавна професија, вие сте изложени на јавно мачеништво, но вие сепак издржувате пред прангите на бесната судбина и го правите тоа што го правите за да го направите ова место подобро место за живење. Се разбира, да. Суштината на бавењето со уметност е во една реченица на Достоевски. Само убавината ќе го свати светот. Ќе го спаси светот. А ние се бавиме со убавење. Муабетов ни е многу убав. Знам дека не си љубител на алкохол, но си љубител на добра чашка вино. Пак ќе те поканам внатре да се напиеме една чашка вино, доколку немаш против. Не, немам ништо против, ти благодарам. Јас никогаш не сум бил пијач во животот. Тоа знам. Не го разбирам тој спорт. Да. Едноставно кажано, но да, понекогаш сакам да се напијам добра чаша вино или многу исклучително ретко, но да. Со добро друштво. Со добро друштво се разбира, тоа е пред се, тоа е предусловот за да ви биде вкусна и чашата што ќе.
5 работи без кои не можам во едно секојдневие се утринско кафе, ладен туш, спорт, се разбира, топол и добар оброк, распевање на гласот, многу битна работа е за мене, љубовта на моите најблиски и љубовта на моите драги пријатели, односно другари. Се надевам дека во мојата школа за џентлмени имавте можност да видите и да примените некои од советите што ние ви ги нудиме секојдневно со секоја емисија. Така да негувате добри навики и останете џентлмени. А јас се враќам тука со мојот ментор, професор и драг пријател Роберт Велјановски и еве да наздравиме. На здравје. Благодарам и одлично е виното. Ти благодарам. Да се навратиме на нашиот разговор околу џентлменството и негувањето добри навики. Колку, Роберт, сметаш дека негувањето на добри навики е клучно за развојот на еден човек? Се разбира дека негувањето добри навики е клучно за развојот на еден човек. Всушност, секој од нас може да биде добар, само ако негува добри навики. Вие со лоши постапки не можете да станете добар човек. И да, би се согласил со тебе дека негувањето на добрите навики е клучно за човек да биде добар, а да бидеш добар, исто така подразбира, влегува во концептот на џентлменство. Дали кога вашите студенти, кога твоите студенти се извинувам, ги учиш да станат добри актери, ќе ти биде мило доколку се добри актери, а попатно го изгубиле доброто човечко? Не, суштината е дека е добро да произведувате добри луѓе. Дали тие ќе станат добри актери е нешто сосема друго. Тоа зависи од многу нешта. Се разбира, пред се треба да имаат талент, да ја сакаат работата што ја работат, но повторно се не зависи од нив. Тука имате илјадници други нешта што ќе им се случуваат во животот. Од тоа дали ќе ја добијат вистинската шанса, дали ќе бидат доволно борбени да се изборат за вистинската шанса, дали ќе им се потрефи, дали ќе им се посака. Во нашиот занает владе едно правило кое што вели, нели, она што ви го предавав јас на прв час, дека секогаш кога ќе запишете уметничка академија, всушност потпишувате договор со Господ и со себе дека сте келнери, таксисти, молери и така натаму, а дали ќе станете актери, глумци, тоа е веќе Да. знак прашање. Се сеќавам на првиот час, тука беше надвор, на првата средба пиевме Кока-кола и вие рековте, ако не завршевте да се бавите со глума, ќе завршевте во лудница сигурно. Така да тоа се едни чудни, навистина така се трасираше патот. Чудни работи се отвараат, на чудни места допираме во душата и во мозокот. Општо е познато дека театарот и бавењето со театар не е професија, туку тоа е прибежиште. Точно. Затоа што во поинаков случај може да завршите на многу вака непријатни места. Кога се креира една улога, Роберт, колку е тешко да се достигне улогата додека стигне тој чин на премиера или ете на филмското платно кога треба да се снима? Каков е патот? Колку е тешко да се одделиш од приватното, да го земеш ликот и да му вдахнеш живот? Зависи од многу нешта. Понекогаш влегувате од внатре, давате нешто свое и потоа ја развивате целата приказна. Оти нашиот занает е на крајот на кришата раскажување на приказни, нели? А понекогаш земате елементи од надвор, ги присвојувате како своји и ја градите таа приказна што треба да ја изградите. Светот за нас актерите смета дека имаме многу фин вака еден лежерен живот, но не разбира дека нашата професија е многу тешка професија, затоа што секој од нас во секоја една улога остава дел од самиот себе си. И колку е тешко, колку е лесно, секогаш е тешко, но ако не е тешко, нема да биде сладок ни резултатот на крајот. Така што мислам дека нема рецепт кој што може да се примени, значи има повеќе техники преку кои вие можете да се впуштате во приказната наречена лик, но нема рецепт, да речеме Хамлет се работи 200 грама брашно, 300 грама не знам шо, но
целата таа приказна е оставена на многу фактори од нели на крајот на криштата од пристапот на режисерот, како ќе ве води режисерот, од вашиот пристап, од вашиот ангажман, од вашата посветеност на моментот. Но искуствено знам една работа, дека всушност секој од нас при работата на ликот на крајот го брка чувството што го добил при првото читање на текстот, на драмскиот текст, односно при првото читање на сопствениот лик. И тоа е веројатно најчистото и најточното чувство, бидејќи не сте оптоварени со никакви предзнаења, никакви анализи, никакви зачини и мируди кои што можат да ве упатат ваму или онаму. Напротив, чиста работа, чист текст, чист мозок, и тоа е најточното и најпрецизното нешто што кон што на крајот сите се стремиме. Всушност, ние се стремиме да го постигнеме чувството, емоцијата која што сме имале при првото читање на драмскиот текст. Најубаво се пишува на празна табла. Секогаш најубаво се пишува на празна табла, апсолутно. Посветеноста е мисла, мислата е вибрација, сето тоа се поврзува со космосот, нели, или што кажувам јас, молитвата. Секогаш кога ќе ја насочиш мислата таму каде што сакаш, тоа ќе ти се врати како убав бумеранг. Јас тоа така го кажувам и навистина е така. Кои се, Роберт, според тебе вистинските вредности во животот? Вистинските вредности во животот се вистинолюбивоста, правдолюбивоста, честноста, посветеноста, само жртвата. Тоа се вредности кои што емпатијата. Не можете да се кажете за човечко битие и да се прикажувате како таква ако немате емпатија за луѓето, за состојбите, на крајот на краиштата и за природата. Вредностите се систем кој што ги пропагира општеството. Но суштината е дека понекогаш општеството не пропагира вистински вредности. Да. Затоа морате сам да се борите за сопствените вредности. И да не се правиме многу паметни. Веројатно, вистински вредности се оние вредности за кои што вие се залагате. Како да речеме честа. Да се биде господен и да се биде джентлмен, за мене подразбира да се има чест. И при тоа да ја браните сопствената чест. Може би звучам старомодно, но кога човекот кога општествата ги укинаат во боите како варварство, а при тоа измислија нуклеарни бомби, не знам вакви авиони, не знам такви, не знам што, каде што со еден удар гинат милиони или може да загинат милиони луѓе, мислам дека тука малку ја утна работата. Многу едноставно. Се почувствуваш навреден, Дојди. го викнеш противникот на двобој одбирате оружје и ги решавате проблемите. Многу точно, па така е. Види, ти викаш старомодно, но тие вистински вредности постојат откако постои вистината. Значи, вистината е таа која што ќе не спаси еден ден сите и тоа никогаш не може да излезе од мода или да влезе во мода. Не би сакал да пропагирам дека јас сум нешто крволочен, па нешто имам такви, но повелете на двобој, господи. Не, благодарам. Но лицемерно е да укинуваш едно такво действие, а при тоа да размислуваш како треба да се произведе хидро или не знам каква бомба. Имаш ли некоја мисла, некоја книга, некој совет што ти помогнал во животот да напредуваш? Секогаш кога ти е тешко да се навратиш на тоа?
Немам нешто такво конкретно. Јас сум човек кој што сака да чита и при тоа се обидувам да ги каптирам и да ги привлечам сите тие некои знаења кои што се пренесени таму во тие книги. Но убеден сум дека само она што искуствено ќе го проживееме, што ќе биде наше лично искуство, не прави подобри и не турка напред. Не верувам во учење на туѓи грешки. Не. Човек доколку не направи грешка, никогаш нема да научи. Така е. А од друга страна, од школата од која што потекнувам и школата која што ја предавам, вели вака, победите се тие што не заглупуваат, а поразите се тие што ќе не направат појаки, помудри и поумни. Има ли Роберт некоја фигура која што му е двигател во животот, ментор? Име некоја да спомнеш нешто? Се разбира, да. Јас сум особено горд и тоа секаде го кажувам дека јас сум школа на Љубиша Ѓоргиевски. Љубиша Ѓоргиевски е најголемиот режисер од овие простори, кој што е излезен, неверојатен ерудит, интелектуалец. Човек кој што едноставно ме воведе во светот на театарот. И се што знам за театарот, знам благодарејќи на Љубиша Ѓоргиевски. Контраверзен во многу наврати, не од некаква злоба или од некаква, не знам, или од некаква лоша мисла. Напротив, тој човек имаше само една поинаква мисла. Има една сцена од неговите представи кои што, за жал, јас не сум ја гледал, бидејќи тогаш се уште не сум се ни бавел со театар. Тоа е некаде 70-тите години. Представата се вика Vox Humana и е работена во Зеница, во Зеничкиот театар, каде што бил силно критикуван за една сцена, каде што три мајки, една мајка на четник, една мајка на усташ и една мајка на партизан, плачат за синовите. И тоа било голем скандал, како е тоа возможно мајката на усташот да плаче. Луѓето не разбираат дека мајката плачела за собственото дете, не плачела за што бил тој. Таа плачела за собственото дете. И сакам да кажам дека тој човек имаше поинаква мисла, поинаква гледна точка од каде што ги посматраше нештата. И Љубиша Ѓоргиевски е човекот што има направено вистина најголемо влијание во мојот театарски живот. Ти благодарам, Роберт. Честа е за мене преголема што ми беше соговорник и си помуабетивме на вакви теми. Ова ќе се го продолжиме ние позади камери, а сега официјално ти наздравувам и ти благодарам. Ти благодарам, Жаре. Јас сум особено почестен што се вратам сега на формата вие. Бидејќи вие како мој студент, кој што особено го ценев и го почитував, од мојата прва генерација на актери, тогаш дете, а сега веќе сериозен господин и джентлмен, од прилика проценив како вие ќе се развивате и каде вие ќе одите и до каде можете да стигнете, но сега повторно како професор, ќе ве замолам да не се задоволувате со нештата кои што сте ги постигнали, туку напротив, вие имате материјал и капацитет за уште повеќе. Да сте ми жив и здрав. И вие исто. Животните лекции се она што ни е неопходно за да го прифатиме секој нов предизвик во животот. Од тие лекции навистина може да се научи, а на нас останува да го имплементираме и прифатиме тоа што ни го нудат самите лекции. Бидете джентлмени, негувајте добри навики и гледајте на македонската телевизија.